Дејан, добро утро. Добро утро. Што има ново во регионот и светот од регионот, денеска чинам дека ќе биде Приштина во фокусот, поточно Лајчак доаѓа таму на разговор со Курти. Што се очекува од овој разговор? Па првин да кажеме дека како весте, нели, затоа и соопштуваме дека посредникот, односно представникот на Европската унија за преговорите меѓу Белград и Приштина, Мирослав Лајчак, денеска треба да допатува во Приштина, можеби е веќе допатуван сега, не ги следиме, нели, толку работите, треба да се сретне со мандатарот на идната косовска влада, старо новиот премиер Албин Курти. Тема на разговорите е секако иднината, нели, преговорите меѓу Белград и Приштина за идниот косовски статус. Доаѓањето на Лајчак е прва откако он неодамна победи на парламентарните избори и откако повторно е ќе биде избран за премиер, тој се уште не е, нели, премиер, но треба да се официализира. Една од работите е да се разговара околу ставовите на Курти, кој, нели, и во предизборната кампања и откако победи на изборите најави дека за него како премиер разговорите со Белград се на 6-то или 7-то место и дека тој како премиер ја враќа онаа политика која ја водел пред една година пред да ја напушти функцијата, кога со Белград не сака да разговара околу статусот на Косово. Статусот на Косово е готова работа за него и тој ако сака да разговара со Белград може да разговара само за идните односи, па затоа му се на 7-то место. Ќе видиме што ќе направи Лајчак со него, какви почетоци на разговорите ќе ги утврди како точки. Лајчак по оваа средба на 3 март треба да оди во Белград, каде што ќе се сретна со председателот Вучич. Ке потсетам проблематичната позиција на Курти е дека тој не сака со Вучич да преговара, иако у тој формат на преговори премиерот на Косово треба да преговара со председателот на Србија, што прави дополнителен проблем. Ми се чини дека Лајчак оди во извидница, вака народски речено, да ги види ставовите на двете страни, а кога ќе треба да се протурка малце повеќе, одлуката каков ќе биде идниот косовски статус, иако е се известно каков ќе биде, ќе ги пратат булдожер дипломатите од САД. Што ќе начека Лајчак во Белград за 2 дена од сега? Зборувам за ставот на Вучиќ. Ако на Курти му е на 7-мо место овој диалог, на кое место му е тоа на Александар Вучиќ? Па на Александар Вучиќ му е веројатно на прво место, на она што можам слободно да го кажам и она што можам да го видам од неговите изјави, од изјавите на државниот врв на Србија е дека се свесни дека Косово е завршена работа и Вучиќ веќе најавува дека во наредниот период тој ќе биде под сериозни притисоци од меѓународниот фактор да попушти и да го признае Косово. Тој најави дека додека е он председател тоа нема да се случи, меѓутоа такви изјави сме гледале и во минатото, не само за Косово и за други некои прашања. Србите ќе се обидат да направат се да извлечат некоја позиција поповолна околу прогласувањето на идниот косовски статус. Се смета дека дел од северниот дел на Косово, каде што живеат срби, може да добијат некој поголем статус. Ке видиме што ќе се случува. Српскиот државен врв е буквално опседнат, освен оние вакцини кои ги добиваат како поени, како политика и како држава. Очигледно Косово е завршена работа и тоа се они свесни, сега ќе мораат да видат како тоа ќе го прикажат на својата јавност, дека очигледно меѓународната заедница конечно планира да го затвори косовското прашање после 30 години, бидејќи до сега нестабилноста на Косово генерираше и други проблеми, ние сме сведоци за тоа, но и се смета дека косовскиот статус кој не е дефиниран многу ја одговара на Русија, која тоа го злоупотребува како опција за руско мешање на Балканот. И додека сме тука на Балканот, што се случува во Србија со вакцинацијата и со тој процес, пристигнаа нови вакцини кај нив, но во исто време додека трае процесот на активна вакцинација, расте и бројот на заболени. Расте бројот на заболени, расте бројот на недисциплините кои како резултат. Да, од едно од вестите што ги читав е дека во еден клуб се собрале над 700 лица. Над 700 лица, а у останатите нешто
мислам дека во околу 100 Скопје до има 200. клуб што собира толку народ. А има и уште неколку спорадични инциденти каде што по 300, 400, по 200, 300 лица. Значи Србија ми се чини како и останатиот дел од светот, да не испадне дека само Србија критикуваме, но веројатно Белград и онаа традиција која има како резултат на опуштањето поради владината агресивна политика, еве ги имаме сите вакцини на свет, имаме шведска маса на вакцини, руски, кинески, американски, бирајте која сакате, ја победивме ковидот, очигледно се опуштија, но вирусот нели не простува, така да имат големен број на заразени, но едно е сигурно, успехот на Србија и на оваа нивна власт околу вакцините е голем, бидејќи тие успеа да бидат втори во свет по набавка на вакцина, тие веќе милион луѓе имаат вакцинирано и ревакцинирано, што е голем успех, но повторно ќе кажам, можеби, ова е мое лично мислење, а вакцинацијата и сето тоа е некоја монета за подкусурување за она што следи, а тоа е и конечно признавање на косовската независност. Да одиме малку преку океанот, она што со месеци ни беше во фокусот во меѓународната сцена, тоа е новиот американски председател и неговите политики, што тоа ќе донесе во светот и еве веќе видовме што носи. А потоа мислам нападите во Сирија. Да, тој ветуваше дипломатија, дека дипломатијата ќе биде првата алатка на неговата идна администрација, која е сега нели актуелна, но наместо таа дипломатија тој почна со првото свое официјално ракетирање во територијата на Соединетите Американски држави, имено пред 3 или 4 дена американските трупи ракетираа позиции на проиранските милиции кои се стационирани во Сирија, под образложение дека тие проирански милиции се борат за интересите на шиитите и на официјален Техеран да заземат територии во Сирија. Она што е спорно првин е фактот дека одеднашка ги ракетира без најава, што тоа до сега и не се случуваше многу. Второ, после 4 години мандатот на Трамп, ваков или онаков, кој преку Твитер и несолени изјави правеше шоу во светот, тој не ракетираше никаде. Бајден еве месец дена е на власта, веќе ракетира. Оно што исто така е спорно е што нападот кој тој го одобрил, не го добил како согласност од Конгресот, иако тоа требал да го направи, што се направи до мала конфронтација меѓу одредени демократски конгресмени кои му замераат на нивниот представник во Белата куќа, во случајот Бајден, дека ракетирал без да добие дозвола од Конгресот, се извинувам. Од друга страна има една мала клаузула каде што се вели дека председателот може да нареди напад по 11 септември 2001, откако беа терористичките напади, не мора да добие стрикна дозвола од Конгресот, но треба барем да го информира, што многу му замерат и што само навестува дека Бајден во иднина очигледно ќе ги спроведува тие политики на свој начин без многу да бара дозвола и контрола од Конгресот и од Сенатот. Од друга страна, веќе неговите политики одат низ целиот свет во оној стил кој изминатите 4 години Трамп не го правеше, а тоа е ракетирање, тоа е прво, ќе видиме каде е следно, го укори Иран дека може да му се случи исто. Трето, ја укори Кина во исто време да ги пушти дисидентите у Хонг Конг кои се противат нели Хонг Конг како поранешна британска колонија која е во рамките на Кина. Тие се бунтуваа за кинеските закони да владеат во Хонг Конг. Има многу дисиденти кои се притворени, Бајден побара подитно да биде пуштени, во спротивно Кина ќе се соочи со санкции. И четвртата точка останува Навални. Навални од вчера е префрлен во друг затвор, во поинакви услови, што дополнително ги прави тензиите меѓу Москва и Вашингтон. Во секој случај ветуваше демократија, ветуваше дипломатија, но очигледно ќе ја спроведува на американска политика, каде што ќе има потреба, нема да се либи да употреби и воена сила. Накратко, се очекуваат ли реакции од другите светски сили за овој милитаристички потек? Па другите светски сили се Русија и Кина, тие веќе реагира, но овие другите се од страната на Соединетите Американски држави како партнери, тие нема да реагираат. Русија веќе се обидува да го заштити својот дел, бидејќи очекувањата се дека ќе бидат напади на Кавказот, значи Грузија и веќе во Ерменија се случуваат немири. Не мислам за воени напади, туку мислам за протести и организации, но и Украина, за која Москва пред 2 дена
дена го обвиди дека Украина се вооружува и планира нели да го ослободи оној дел на ми се чини источна Украина каде што живеат руси, каде се под руска управа. Дејан, благодарам и за денешната анализа. Утре се гледаш со колегата Саша Ордановски. Благодарам и на тебе.